Благодарам многу. Добро вечер, Неготино. Честитки за победата во првиот круг, која што сум убеден ќе е многу поголема на 2 ноември. И Марија е нов градоначалник на општина Неготино. Честитки на избраните советници и убеден сум дека новата градоначалничка заедно со мнозинството во совет ќе реализираат бројни проекти за општина Неготино. Почитуван председател на ВМРО-ДПМН и председател на владата на Македонија, да го поздравиме Христијан Мицкоски. Почитувани пратеници, советници, градоначалници, драги пријатели, мислам дека јасен беше сигналот, јасна беше пораката во првиот круг.
победа овдека во Неготино, како и во остатокот од државата, која што треба да ја заокружиме во вториот круг за заеднички да продолжиме онаму каде што застанавме пред почетокот на кампањата, а тоа е во реализација на бројни проекти кои што ги имаме тука во Неготино. Знаете дека владата како никогаш претходно во историјата на државата одлучи да ги помогне општините. Одлучи со директни средства да се развиваат општините. И од тие средства Неготино веќе реализира со првиот повик парк 8 ноември вреден 13,6 милиони денари. Реконструкција на улица Маршал Тито во вредност од 10 милиони денари. Понатака во блок 5,1 целосна реконструкција и завршување како изградба на улици и помошни објекти во вредност од 25 милиони денари, една цела нова населба е уредена. А во вториот повик, кој што заеднички ќе реализираме проекти со Марија, имаме реконструкција на градскиот плоштад, нешто што беше ветувано со децении, сега ќе се реализира проценета вредност од најмалце 38 милиони денари. Реконструкција на улици во Долни Дисан, реконструкција на улици во Горни Дисан, понатака реконструкција на улици во Неготино, во Курија, во Криволак, во Војшанци и така натака бројни проекти кои што доаѓаат од општината. Тука е секако и поддршката која што доаѓа директно од владата. Веќе работиме на реконструкција на улицата 29 ноември во Неготино. Тука е секако поддршката и за селото Криволак, а и предвидена реконструкција на целокупниот пат кој што оди од Неготино до Криволак. Тука се и проектите кои што заеднички ќе ги работиме со општина Кавадарци, така што бројни проекти следуваат за целата општина. Но за можеме се това да го реализираме, потребна е уште поголема мотивација, уште поголема излезност во вториот круг. Да имаме уште поголема победа, за да е јасно дека во Неготино победува ВМРО-ДПМН, во Неготино ВМРО-ДПМН ја има поддршката и затоа ве замолувам да ги искористиме овие 8 дена до вториот круг, до 2 ноември, да ги посетиме сите кои што сакаат да не слушнат, да поразговарате со вашите пријатели, роднини, комши и да им кажете дека е многу битно да излезат и да гласаат. Бројот 9 и ВМРО-ДПМН да го довршиме она што го почнавме минатата година со големата победа на ВМРО-ДПМН и испраќањето во историја на коалицијата на СДСМ и дуи кој што го продолжуваме со историски најголема победа на локални избори оваа година. Никој вака не победил на локални избори како што победува ВМРО-ДПМН предводено од председателот Мицкоски и затоа да ја завршиме работата на 2 ноември. Ве замолувам да излезете, да гласате, а потоа заеднички да работиме, а сега ја поканувам Марија да се обрати и да ви каже зошто е најдобриот избор за Неготино. Благодарам, Марија, повели. Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувам председател на ВМРО-ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитуван подпредседател на ВМРО-ДПМН и министер за транспорт Александар Николовски. Почитувана председателка на Унија на жени Жаклина Пешеска. Почитувани градоначалници, почитувани пратеници, членови на извршниот комитет на најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН, ви благодариме за денешното присуство. Граѓаните на Република Македонија во првиот круг на локалните избори избраа опција, односно избраа можност, каде што предвидуваме раст и развој на државата, како во секое населено место, така и во сите општини. И граѓаните на општина Неготино не беа исклучок во ова прво гласање, каде што со преку 4500 гласови
Подршка за градоначалник на општина Неготино, преку 3600 гласови подршка за совет на општина Неготино и при тоа обезбедувајќи стабилно мнозинство, без калкулации и без уцени. 700 гласа предност влегуваме во вториот круг, што значи ВМРО ДПМНЕ во вториот круг е дефинитивно победник, само потребно е да ја потврдиме победата на 2 ноември. Глас за мене, глас за ВМРО ДПМНЕ, представува глас за подобра иднина, глас за визија во која насока сакаме да се одвива нашата општина. Нашата општина веќе направи чекори кон развој на оваа општина. Општина Неготино покажа голема спремност, каде што при јавниот повик на Влада на Република Македонија аплицираше со спремни проекти и доби финансиски средства во вредност од преку 250 милиони денари финансиски средства. Дел од проектите се отпочнати со реализација, дел се завршени, а дел ќе продолжат во текот на следниот период да се реализираат. Многу е битно тоа да се напомене дека ние одиме со програма, со стратегија, а не со празни ветувања. Во делот на програмата, која што ВМРО ДПМНЕ нуди за предстојните локални избори, има голем број на капитални проекти, каде што ние даваме акцент на развој на патната и на комуналната инфраструктура. Едни од поголемите проекти, кои што се за огромно значење, како на општина Неготино, така и на руралните средини, представуваат реконструкција на градски плоштад, изградба на концертна сала, реконструкција на кружен тек на влезот во Неготино и изградба на кружен тек на излезот од Неготино према Кавадарци, и сето тоа финансирано од Министерство за транспорт и од јавното претпријатие за државни патишта. Останати проекти на кои што би сакала на кратко да дадам акцент е реконструкција на старата социјална зграда, место кое што ќе биде мултифункционална зграда за повеќе кратна намена. Уредување на урбана заедница 8.1, реконструкција на спортскиот комплекс околу спортската сала Младост. Меѓутоа, не застануваме на патната и на комуналната инфраструктура во оваа реална програма на ВМРО ДПМНЕ за општина Неготино. Максимално ќе ја искористиме извонредната местоположба која што ние како општина ја имаме во срцето на Република Македонија. Општина Неготино е место кое што има преку 300 сончеви денови, место кое што е потенцијал и привлечно за инвеститори од цела Европа и од светот. Имаме места кои што е предвидено да се урбанизираат, односно да донесеме комунална инфраструктура, каде што тие развојни зони, односно индустријски зони, во иднина ќе бидат привлечни места за продажба на инвеститори, при што со самата продажба дополнително буџетот на општина Неготино ќе има придобивки, а со самото тоа потенцијално ќе се отвараат дополнителни инвестиции и фирми, при што ќе можеме да ги задржиме младите и ќе имаме голем број на вработувања, како од градот, така и од руралните средини. Изградба на автокампинг зона, место каде што имаме железничка индустрија, место каде што имаме патна инфраструктура, место каде што имаме поврзување на автопат со граничен премин Богородица, место каде што транзитира голем број на сообраќај и место кое што ќе биде идеално за предстој на голем број на странски државјани во Република Македонија, при тоа ќе допринесеме за изготвување на цела една приказна каде што ќе бидат вклучени и каде што ќе допринесеме за развој на винскиот и јапи екотуризам, каде што тука дополнително бенефит ќе можат да имат и малите семејни винарии. Во мојата програма и во програмата на ВМРО ДПМНЕ за Неготино се однесуваат проектите исто така и за останати категории на граѓани. Во делот на образованието продолжуваме со мерки кои што веќе ги отпочнавме. Финансиска поддршка за секое прваче. Финансиска поддршка за секое новородено дете. Продолжуваме со финансиска поддршка и за ментори
и за стручни ученици кои што најмногу се истакнуваат во своите такмичења. Продолжуваме со стипендии на најдобрите студенти. Продолжуваме со реконструкција на училишта во подрачните одделенија, каде што има дотраени кровови и поставување на фотоволтаици на оние места каде што нема. Исто така, не е заборавена и категоријата во делот на пензионерите, каде што предвидуваме бесплатно патување за сите пензионери. Исто така, предвидуваме дополнително и обезбедување, односно опремување на рехабилитационен центар во склоп на јавната здравствена установа, каде што веќе имаме добиено проект преку ИПА прекугранична соработка, каде што имаме опремување на целокупна канцеларија со стручни лица кои што ќе помагаат на тие лица на кои што им треба рехабилитација, на лица кои што имаат потешкоти во своето движење, лица со деменција. Ќе се залагаме исто така и за зелена и енергетски ефикасна општина. Ќе реализираме проекти и активности за поддршка и промоција на локалниот туризам. Како и досега, ќе ги подражуваме и финансиските, спортистите, клубовите и работниците и културните друштва. Затоа, на 2 ноември, масовно да излеземе на гласачките места, да го дадеме гласот за Марија Нацева, за број 9, за ВМРО ДПМНЕ. И во наредните 4 години заеднички да ја направиме општина Неготино подобро место за живење. Да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее општина Неготино, да живее Република Македонија. За твојот човек, твоето место, за твојата еднина. А сега ја имам честа да го поканам председателот на ВМРО ДПМНЕ, почитуваниот професор доктор Христијан Мицковски. Ви благодарам. Добро вечер, Неготино, добро вечер, убави луѓе. Благодарам што се собравте во волку голем број. Секогаш е задоволство да се биде во Неготино. Ке се обидам да бидам краток колку е тоа возможно и да кажам неколку реченици кои што мислам дека се значајни, добро е да се кажат, посебно сега пред вториот круг на овие локални избори. Но пред да преминам на оние политички пораки кои што се стандардни во ваков тип на обраќање, би сакал да искажам своја поддршка на сето она кое што Марија го кажа. Навистина беше методолошки многу јасно, прецизно кажано. Сите оние приоритети кои што таа ги опиша во својот навистина одличен говор се навистина добро структурирани и можам само да кажам дека Марија има мојата лична недвосмислена поддршка и поддршката од владата. За реализацијата на сите овие проекти и знам и убеден сум дека заедно со тимот во општината, заедно со мнозинството кое што ќе го има стабилното мнозинство во Советот на општина Неготино и заедно со владата ќе направиме многу за Неготино и за неготинчани и убеден сум дека довербата која што ќе ја добие на овие локални избори ќе оправдаме и ќе ја надградиме. Така што ви благодарам за поддршката во првиот круг. Нијанси делеа за да се заврши работата уште во првиот круг, но ние сме ВМРО ДПМНЕ, ние одиме по потешкиот пат, така што е во овој втор круг убеден сум дека победата ќе биде уште поголема и сигурен сум дека довербата ќе биде уште поголема и Марија ќе биде следниот градоначелник на општина Неготино. При тоа сакам да му се заблагодарам и на Горан, актуелниот градоначелник во општина Неготино, кој што остава на вистина здрава подлога за да може сега Марија, како иден градоначелник, да сето тоа го развива во периодот кој што следи во следните 4 години. Би сакал да му се заблагодарам и на пратеникот, на Златко, за сето она кое што го прави во Македонското собрание.
се бори за општина Неготино, грчевито, за проект повеќе за општина Неготино и сигурен сум дека сите ние заедно, мнозинството во Советот, владата, општина Неготино, искуството кој што сите ние го поседуваме, се одлична комбинација за да додадеме вредност во Неготино, а неготинчани да бидат задоволни од работата која што ќе сработиме во следните 4 години. Би сакал уште неколку работи да кажам, кои што мислам дека се значени да се кажат. Прво, на овие избори локални е јасна волјата на граѓаните. Јасна е довербата кому граѓаните му ја даваат. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во првиот круг освои 33 градоначалника наспроти 3 од СДСМ, тоа е отприлика победа 11:1. И во вториот круг сме во 26 општини влезени во одлучување во овој втор круг. Едно нив е и општина Неготино. Веќе 2 општини противниците на нашите кандидати се откажаа, тоа е општина Македонски Брод и општина Могила, така што можеме да кажеме дека во овој момент коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН има 35 градоначалника и уште во 24 општини е во вториот круг. Тоа се 59 потенцијални градоначалници, ние ќе се бориме за секој еден човек, никого нема да го оставиме во позадина, ќе ги дадеме сите сили, ќе ги вложиме сите сили и цела енергија која што ја поседуваме, да добиеме дополнителни, би рекол, 20, сега веќе и 4 градоначалника и со тоа да заокружиме бројка од 59 градоначалници, нешто што историски ќе значи најголем триумф на македонската политичка сцена. Ако на тоа се додадат и 58 општини, каде што ВМРО ДПМН победи за Советот или има мнозинство или пак е победник, тоа ќе каже дека навистина поддршката на граѓаните е недвосмислена за политиките на владата, но и за сето она кое што градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата го сработеа изминативе 4 години. И за тоа треба еден огромен аплауз. Ви благодарам. Не смееме да заборавиме уште еден друг факт, а тоа е дека нашиот кандидат за градоначалник на главниот град, на град Скопје, има убедлива предност во однос на својот против кандидат од 92.000 гласа наспроти 30. Тоа е повеќе од 3:1 и очекуваме таа бројка да биде преку 125-130.000 освоени гласови на овие локални избори во вториот круг. И таму нијанси фалеа да биде завршена работата во првиот круг. Ако на ова се додаде и победата на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за град Скопје, тогаш заокружуваме фантастични 60 општини. До сега тоа никогаш во Македонија не се случило една коалиција да победи во 60 општини. Навистина историски резултат и би сакал да искористам оваа можност овде од Неготино да ви се заблагодарам вам, граѓаните на општина Неготино, да се заблагодарам на граѓаните ширум Македонија, тука во Тиквешијата што излегоа и гласаа најпрвен, а потоа што го дадоа својот глас за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Ви благодарам од своје име и од името на извршниот комитет и од името на ВМРО ДПМН. Драги пријатели, браќа и сестри, ќе се обидам уште 2-3 кратки политички поенти за да не го задржувам премногу вашето внимание. Мојата прва порака е дека на овие избори во вториот круг имаме 3 опции. Првата опција е да излеземе и да гласаме за Марија, да гласаме за бројот 9, да гласаме за коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН, коалицијата и влада која што изминативе 16 месеци покажа и докажа како се работи реформски, како се оди напред, а градоначалниците, оние 42, во минатите 4 години покажа и докажа како се работи трудолюбиво, вредно, честно, навистина импресионира со својата работа, мотивира и инспирира исто така. Така што
Тоа е опцијата која што ја нуди коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Втората коалиција е дел од коалицијата која што на времето ја водеше владата, до пред година и половина беа влада. Тоа беше онаа коалиција помеѓу СДСМ и Демократската унија за интеграција. И тоа е коалиција која што не враќа назад во времето, во оние мрачни времења кога се буквално опустошуваше не само Неготино, туку и Македонија, времењата кога се ограбуваше буквално граѓанинот, кога се понижуваше македонецот и Македонија како држава. Тоа се ние тешки времења кои што изобилуваа со многу лоши работи од Луи Витон торби во кои што се наоѓаа милиони, па се до ние прислушкувања, следења и се уште, и што ли уште не. За да целиот тој гнев, очај и немоќ кулминира на овие локални избори преку една црна кампања, со едни мрачни спотови, со едни лоши пораки кои што ги упатуваа кон граѓаните. Мене лично ми посакуваа да ме виделе распарчен во парчиња, во куфер, па потоа дека ме презирале и што ли уште не си наслушав во овие неколку недели од оваа кампања. Тоа е втората опција. Че имаме првата и втората и третата опција е да останеме дома и да не гласаме и на тој начин да покажеме некаков револт, дека еве ние сме револтирани, лути, некоја работа некој не ни завршил, не ни дигнал телефон, сега ќе видат тие, јас ќе им покажам кој сум јас. Никому никој ништо не покажува. Лошо си прави само на себе. Зошто? Затоа што други ќе одлучуваат за твојата иднина. Тие што ќе излеземе на овие избори, ние ќе ја градиме твојата иднина. Не ти самиот. Затоа што ти си одлучил на најкукавичкиот чин, а тоа е да останеш дома. Мислејќи дека некој тоа ќе го препознае, дека ти некому нешто си замерил. Тоа е најкукавичкиот чин во една демократија. Затоа мојата порака до сите, оние кои што мислат дека од дома ќе покажат некаков револт, дека од дома ќе покажат некаков гнев и ќе останат, се лажат. Така се казнуваат себе си, го казнуваат Неготино и ја казнуваат Македонија. Излезете и гласете. Гласете по собствено убедување. Еве, ако мислите дека не треба за едните или за другите да гласате, гласете за по собствено убедување. Но убеден сум дека ако размислите добро и ако го слушате срцето и разумот, тогаш сигурен сум кога ќе го имате пенкалото во рака позади параванот и гласачкото ливче пред вас, дека ќе го заокружите бројот 9 и ќе гласате за Марија. Со дома седење и пишување статуси не се гради држава. Не се помага. Со дома седење и измислување клевети, шпекулации, лаги не се прави револуција. Туку се излегува на терен и се бориш. И така ја градиш собствената иднина. Тоа е иднината која што самиот ти ја градиш. Понекогаш победуваш, понекогаш губиш, но учествуваш во процесот. А со дома седење дозволуваш некој друг место тебе истата да ја моделира, а ти ќе бидеш само нем сопатник на таа иднина што некој друг ќе ја креира наместо тебе. Затоа излези и гласај. Гласај, учествувај во овој процес. Овде во Неготино имам чувство дека имаме потенцијал кој што остана дома. Имаме потенцијал кој што во овој втор круг ќе излезе и убеден сум дека ќе го заокружи бројот 9 за Марија, за идниот градоначалник на општина Неготино. И убеден сум дека дел од тој потенцијал не случајно остана дома. Но тоа не е добро. Тоа не е добро. Некој не треба да води кампања, некој да остане дома, туку треба да води кампања да излезат сите да гласат. И тоа не е добро. Но јавно, еве, кажувам овде пред сите вас, со
со мнозинството во Советот, со мојата лична апсолутна поддршка кон Марија и поддршката од владата, ќе сториме се, ама се, за да покажеме и докажеме дека ја заслужуваме вашата доверба и дека Марија ќе биде исклучително успешен градоначелник во Неготин. Сакам да упатам порака и до членовите и симпатизери на СДСМ. И тоа го правам, речиси, секојдневно. Некогаш големата политичка партија СДСМ, државотворна, се претвори во политичко гранапче кое што едва може да собере 100.000 гласа. Што не е добро. Колку и да звучи ова чудно, што не е добро. Поради државни, стратешки, национални интереси. Но тоа е реалноста. Во овој момент во Македонија таа е реалноста. И знам дека на членовите и симпатизерите на СДСМ не им е убаво да го гледаат ова и не им е убава оваа реалност која што се случува. Тие имаат две опции. Да излезат на овие избори и да гласаат за кандидатот кој што е на СДСМ. Гласајќи за тој кандидат, тие го легитимираат ова раководство кое што не ја доведе СДСМ под биолошкиот минимум, туку ја доведе СДСМ на патот кон исчезнување. И втората опција е да излезат нови избори и да го заокружат бројот 9, да гласаат за Марија, да направиме убедлива победа во Неготино, на тој начин ќе го поразат сопственото раководство и ќе можат да тргнат во процес на реконструкција и реструктурирање на својата политичка партија. Јас сум убеден дека таму има квалитетни луѓе, искусни луѓе, млади луѓе, кои што можат да бидат наш солиден политички противник, заедно да се бориме за нашата земничка татковина Македонија. Следат нови избори. Ке излеземе со програма, ке излеземе со визија, со стратегија, наместо со црна кампања, со ad hominem напади, со ниски страсти. И во таа легитимна политичка борба ке се бориме. И нормално, на крај повторно ВМРО ДПМН ќе ве победи. Тоа е суштината. Александар спомена многу проекти за Неготино, спомна за нашите носечки столбови во кампањата за парламентарните избори пред година и половина. Многу ни е важна вашата поддршка, бидејќи вашата поддршка ни дава енергија, ни дава сила, ги прави нашите аргументи посилни кога одиме надвор од Македонија и кога се бориме за Македонија. Да, добро е да победиме во Неготино, во Кавадарци, во Росуман, во Демиркапије, во цела Тиквешија. Добро е да победиме и во цела Македонија. Тоа е нашата главна и основна задача. И тоа ќе го направиме со вашата поддршка и со Господ напред. Но ние мораме да победуваме и надвор. Да победуваме и онаму каде што бевме пред некој ден во Лондон, пред кралот, пред премиерот на Велика Британија. Да победуваме и во Париз, да победуваме и во Брисел, и во Берлин, и во Рим, и во Вашингтон. Колку сме посилни дома, колку корењата ни се подлабоки, толку повисоко ќе изрти стеблото и толку нашата сила ќе биде посилна. За тоа да се случи ни е потребна вашата поддршка. Јас ве молам, излезете масовно, ве молам со сиот свој човечки интегритет, ве молам излезете, заокружете го бројот 9 за Марија на овие локални избори. Да ја потврдиме историската победа пред која што сме. А потоа сите заедно да работиме за едно модерно Неготино, за една модерна Македонија. Да, ќе има предизвици, но впрочем, ништо во животот денес не е сигурно. Секој нов ден е нова среќа, секој нов ден е нов предизвик. Но ако сме сите како едно, колку и да е голем тој предизвик, ние ќе го совладаме и тоа сме го покажале многу пати во минатото и во историјата. Кога македонскиот граѓанин заедно со останатите е заедно како едно, совладувал многу поголеми и многу помоќни противници.
Затоа ни е потребна оваа победа во Неготино. Затоа ни е потребен овој историски резултат низ цела Македонија. За да добиеме уште поголема сила, за да можеме кога ќе излеземе надвор, кога ќе отидам во Брисел на 3 ноември ден спроти изборите, да кажеме да, доаѓам од победничка Македонија, од горда Македонија. Од Македонија која што знае што сака. И Македонија знае каде оди. Сосема на крај, ќе ми дозволите да ви се заблагодарам за резултатот од првиот круг, за победата на Марија, за сето она кое што го правите за ВМРО ДПМН, да ве замолам вториот круг да биде уште помасовен, уште поголем, уште посилна таа победа, затоа што само така можеме да бидеме посилни и подобри и за Неготино и за Македонија. Ви благодарам од срце да сте живи и здрави и Бог да ни ја благослови Македонија.